Добар ден, почитувани, стартува уште една нова Телма амбуланта. Долготрајната изложеност на загаден воздух придонесува да се развијат белодробни проблеми и заболувања. Ако секојдневно дишаме загаден воздух, се зголемува ли подложноста на белодробни инфекции како што е ковидот? Кој дел од загадувањето е најпроблематичен за белите дробови? Дали и цигарите може да се сметаат за загадување и штетно влијание, односно убиец на белодробното здравје? За сето ова детално од разговорот со гостинката која што денеска е со мене во студиото на Телма, а тоа е научен соработник доктор Деска Димитриевска, пулмолог, алерголог при Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија во Скопје. Добар ден и добре ни дојдовте во Телма. Добар ден, добро ве најдов и поздрав до гледачите. Ке започнеме од тоа кој полутант, односно загадувач, најштетно влие врз белите дробови. Велат дека PM частичките го разоруваат здравјето на белите дробови и се невидлив убиец на белите дробови. На кој начин тие го оштетуваат белодробното здравје? На почеток морам да кажам дека аерозагадувањето делува не само на белите дробови, туку делува на здравјето воопшто. И скоро да нема орган или систем во човековото тело кој што не ги трпи несаканите последици од аерозагадувањето. Кој од полутантите најмногу го оштетува здравјето е многу тешко да издвоиме. Најчесто тие се во комбинирана форма, во партикули со различни големини и од тука доаѓаат тие термини за PM25, 10 и така натаму. Тоа всушност кажува само колкава е големината на частичките кои што ги вдишуваме, но не и за составот, за карактерот на субстанциите што ги содржат овие PM частички. Со воздухот кој што го дишеме редовно, доаѓа до вдишување и на овие PM частички. Колку се тие помали, во толку е нивната моќ да продрат подлабоко во системот за дишење и дури во другите органи. Значи, поголемите частички се задржуваат на почетокот на дишното стебло, така да кажам, или во горните респираторни патишта, но колку тие се помали, во толку се зголемува нивната моќ да продрат во најмалите дишни патишта и од таму најмалите да преку циркулацијата која што поминува во белите дробови за да го однесе кислородот таму кај што треба, заедно со тоа се пренесуваат и овие несакани хемиски материи кои што потоа одат во циркулацијата, значи во крвотокот на организмот и се разнесуваат до сите можни делови каде што поминува крвта. Сега како ги оштетува белите дробови? Делуваат на неколку начини. Прво како механички иританси, затоа што тоа се механички партикули и тие предизвикуваат механичка дразба на дишните патишта. Потоа во контакт со влажната слузница, нели слузницата на дишните патишта е влажна, доаѓа до нивно растворање и тука веќе се јавува и хемиска реакција во зависност од тоа што содржат овие PM частички, се разложуваат тие во влажната средина и настанува една хемиска реакција која што додатно ја оштетува слузницата на дишните патишта. Често пати овие партикули може да делуваат и како алергени, така да предизвикуваат и алергиска реакција, која што исто така додатно ги оштетува дишните патишта и, за жал, најчесто овие три механизми на делување се здружуваат и поради тоа имаме изразени несакани дејства на дишното стебло. Што се однесува до оној дел од аерозагадувањето кој што стасал во циркулацијата преку крвните садови кои што поминуваат низ белите дробови, тие понатаму циркулираат и стигаат во прво доведуваат до лези на крвните садови насекаде во организмот, па често пати се зголемува и бројот на
мозочни инзулти. Се јавуваат голем број на кардиореспираторни пореметувања од типот на инфаркти на бели дробови, промени на крвниот притисок, промени на плодот на трудниците, затоа што тоа е организам во развој. И во плацентата се пронајдени овие честички. Да, значи овие честички се пронајдени апсолутно во сите можни делови од организмот каде што стига крвта. Знаеме секаде стига крвта, затоа што ако нема крв, нема живот на организмот. Сега, таму каде што има поголема циркулација, таму е и поголема вкупната количина на донесени хемиски материи и од таму и дејствата се поизразени. Така, се мери кај нас густината на овие честички, но не и нивниот состав, односно што имат прилепено, веќе споминавте дека може да имат најразлични токсини прилепено на себе, да содржат најразлични отровни материи, но може ли на нив да се прилепат и вируси? Па да се зголеми и вирулентноста на некој начин на вирусите поради сето ова? Вирулентноста на вирусот се зголемува со самото тоа што дишните патишта се веќе ледирани од хемикалиите кои што се вдишани. И сега тука имаме една оштетена слузница, со тоа е зголемена можноста да вирусот продре, да влезе во клетките, да се размножи и да предизвика заболување, без разлика дали се работи за коронавирус или некој од другите вируси или бактерии. Така да секогаш кога имате лезија на слузницата, тоа ја зголемува отворената врата за влез на сите можни инфекции. Од друга страна пак човек кој што веќе заболел трпи двојно оштетување на слузницата, оштетување од аерозагадувањето и оштетување од биолошкиот предизвикувач, без разлика дали се работи за вирус или бактерија. И како резултат на тоа и опоравувањето е многу потешко, трае подолго време и оди по-бавно. Така вела дека короната и загадувањето се опасна комбинација. Од тоа што го кажавте, може ли да извлечеме заклучок дека белите дробови што се изложени на долготрајно загадување потешко се лекуваат од ковид? Апсолутно. Полесно заболуваат и потешко се лекуваат, затоа што имаме веќе два проблеми кои што се здружуваат. Да, еве ја најдов една информација дека зголемувањето на концентрацијата на ситните честички од 1 микрограм на кубен метар воздух е поврзано со зголемување на заболување од корона. Значи ова се официјални податоци што говори дека всушност загадувањето на воздухот ги прави луѓето поподложни и на заболувања од корона. А што е, докторке, со азот диоксидот? Дали е тој опасен иритант за белите дробови? Хемиска супстанца која што кога ќе дојде во контакт со влажна средина прави хемиска реакција и последователно на тоа се јавуваат и лезии на слузницата. И озон исто така има во голема количина. Апсолутно. Може да го намалат капацитетот на белите дробови? Сите реагенси, сите партикули кои што доведуваат до оштетување на дишното стебло може да ги намалат и белодробните капацитети. И какви симптоми обично се чувствуваат доколку сме долготрајно изложени на вакви загадувачи? Какви се белодробни проблеми може да имаме? Мислам дека симптомите сите сме ги почувствувале помалку или повеќе што живееме во Скопје. Во почетокот тоа е едно чувство на жарење или печење на слузницата. Луѓето се будат со надразнет нос, болки во грлото, потоа почнуваат да чувствуваат некакви сензации позади градната коска, се јавува кашлица која што не поминува на вообичаената терапија, таа трае, се повторува, понекогаш ова кашлица е здружена со исплукување на секрет, било бел, прозирен или заматен, во колку се јавуваат и некои други состојби. Понатаму, со тек на време, значи зависи од времето на изложеност, зависи од состојбата на дишните патишта, општата одбранбена способност на организмот, може да се јават и посериозни проблеми од типот на тешко дишење, чувство дека не може да се наполнат градите со воздух, чувство дека издишувањето е
отежнато. Понатаму, нели зборувам за понапреднати форми, се явуваат сите оние манифестации кои што зборуваат за намалена дишна функција, па луѓето стануваат поспани, не поднесуваат физички напор, значи брзо се изморуваат, немаат кондиција, потоа со тек на време овој замор станува постојан, па тие се чувствуваат изморени дури и кога не биле изложени на физички активности и така натаму. А што е со одредени болести, како што е, да речеме, астмата? Дали луѓе кои што живеат во градови, во места каде што има голема аерозагаденост, се предиспонирани да развијат астма? Апсолутно. Не само што се предиспонирани да развијат астма, туку и тие што веќе имаат астма, имаат многу почесто влошување на симптомите. Тегоби. Значи, ние често повторуваме дека астмата е болест што се носи цел живот, но со астма човек треба да живее нормално, квалитетен живот, без било какви ограничувања и да нема никакви симптоми. Значи, добро контролирана астма. Сегашната медицина дозволува да луѓето живеат сосема нормално, без да имаат било какви тегоби. Луѓето кои што живеат во средина со аерозагадување не може да живеат без тегоби, туку тие постојано имаат некакви сензации, ние велиме акутни екзацербации или влошувања со бронхообструкции кои што бараат и зголемување на терапија, и промена на квалитетот на нивниот живот, и намалување на работната способност, отсуство од работа, така да аерозагадувањето е предизвикувач на влошувања на сите болести поврзани со респираторниот тракт. А постои ли директна поврзаност помеѓу загадениот воздух и карциномот на белите дробови? Секако, голем дел од овие супстанции што ги содржат частичките на аерозагадување имаат канцерогено дејство и при подолготрајно изложеност на нив доведува до промени на слузницата кои што може да се развијат во предмалигни или малигни состојби и од тука белодробниот карцином нели е многу честа причина за смрт и докажано е дека најголем дел од белодробните карциноми се поврзани со аерозагадување и со пушење. И со пушење, така во вториот дел од емисијата ќе се посветиме и на тоа. А како да се заштитиме, докторке, од загадениот воздух кој што секојдневно го дишаме еве конкретно во Скопје? Дали ни помагаат овие маски кои што ги носиме за заштита од коронавирусот? Индивидуалната заштита е многу тешка, да не кажам неможна, затоа што воздухот ги содржи тие честички и маските не се апсолутна заштита. Пред некоја година се промовираа маски со специјални филтри кои што ќе ги задржуваат партикулите, односно ПМ частичките и така натаму. Но тоа се некои обиди кои што не дадоа очекувани резултати. Она што им препорачуваме на луѓето што живеат во средини каде што има изразено аерозагадување е да го намалат нивниот престој надвор на отворено, значи да бираат, да не излегуваат од домот без неопходна потреба. Ако веќе мораат да излезат, тогаш да го одберат времето кога на некој начин аерозагадувањето е намалено или помало од просечните вредности на денот, да се забранат сите можни физички активности на отворено, спортски надпревари, физички работници и така натаму, затоа што со секој физички напор се зголемува бројот на вдишувања во минута, се зголемува длабочината на вдишување, значи се вдишува поголема количина на воздух, затоа што на организмот му треба поголема количина на кислород, и со тоа се внесува многу поголем волумен на воздух и последователно од тоа и поголем број на PM честички и на тој начин се поголема количина од хемикалијата оди во дишните патишта и во циркулацијата. Нешто повеќе од ова, не знам дали може индивидуа сама за себе да направи, освен исто така советуваме да одат во места каде што
нема аерозагадување, значи секој слободен момент, викенд и така натаму, да го искористат за прошетка во природа, каде што аерозагадувањето е неспоредливо помало со урбаната средина во која што живе. Во тие моменти постои ли начин белите дробови самите да се регенерираат од сите оштетувања што настанале како последица на белите дробови? Тешко се регенерираат оштетени ткива, значи делува смирувачки чистиот воздух. Некои од промените може да се регенерираат, реков, зависни од степенот на оштетувања. Во одреден период може тие да бидат реверзибилни и да се поправат, но кога човек е многу долго изложен на аерозагадување и кога промените се од изразен степен, тие стануваат така наречено иреверзибилни, значи неповратни. И тогаш не само воздухот, туку за жал кај голем дел на состојби и медицината со сите своји знаења, умења и медикаменти не може баш сите состојби да ги врати назад, значи да настане излекување. Туку понекогаш сме задоволни со тоа ако можеме да ги задржиме нештата на нивото на кое што сме ги добиле, значи да спречиме влошување понатамошно на здравствената состојба. Има ли кај нас во градовите со голема загаденост поголем процент на лица со белодробни проблеми? Да? Апсолутно. Значи, чести се прегледите на клиниката за пулмологија со разни болести кои што можеби потекнуваат од загадениот воздух? Веројатно во најголем дел од болестите на респираторниот тракт своја улога има и аерозагадувањето. Понекогаш е тешко да измериме колкав процент од тие оштетувања, тегоби или како и да ги кажеме, припаѓа баш на аерозагадувањето, но не постои болест на респираторниот тракт на кој што аерозагадувањето нема одреден процент на влијание. Да ги поканиме денески гледачите да се вклучат во Телма амбуланта со нивни прашања на темата на која што говориме на телефонскиот број 3076-677, научен советник доктор Деска Димитриевска, специјалист по пулмологија и алергологија при Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија во Скопје, наша денешна гостинка. Таа ќе даде одговори на сите ваши дилеми, но и секако на бројните наши прашања поврзани со темата на која што говориме денеска. Ке продолжиме, докторке, и со цигарите. Можеме ли нив да ги сметаме за загадувач, кој што самите одлучуваме да го внесеме во организмот? Несомнено, цигарите се голем ризик фактор, повторно не само за белодробните заболувања на респираторниот тракт, туку и за многу други состојби во организмот. Сами одлучуваме да ги внесеме, се однесува на пушачот, но несаканите дејства на цигарите ги трпат и другите луѓе. Значи сите оние кои што престојуваат во средината каде што се консумираат цигари се исто така изложени на несаканите дејства на чадот од цигари. Постојат и дури други облици на несакани дејства, така наречено терцијални. Ако во некоја просторија се консумирал тутун, се пушело и дури да немало во моментот присутни луѓе внатре, каенините, намештајот и сите тие работи абсорбираат дел од овој чад и потоа тоа се ослободува, зрачи, така да дури и престој во просторија во која што се пушело претходно, иако е проветрена, не се избришани сите траги од цигарите. Така да цигарите се еден од многу битните фактори, негативни се разбира, по здравјето на човекот, повторувам, не само здравјето на дишните патишта, туку и организмот во целина. Да. Имаме гледач, да му дадеме предност, да го слушнеме прашањето. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до доктор Деска и до вас. Ви благодарам. Гледачот Кичево, аз сам на бази, ме познава докторката. Така. Пациент скоро 20 и кусур години, само да го поздравам. Така, добро. Значи се јавивте само за еден поздрав да упатите до неа. Поздрав и вака,
уште од пред короната имав закажан преглед, откажа ти работи и скоро 2 години не сум бил на преглед во нивна. Како може да се дојде? Дали може и дали има можност да дојде во... Така, да дојдете на преглед. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторке, како е сега организирано? Значи, постојат термини, преку мој термин, и колегите матични доктори и специјалисти во градовите може да креираат упат за преглед. За волја на вистината, откако се појави корона, редуциран е бројот на редовните прегледи, бидејќи дел од колегите работат во ковид центри, дел од колегите се на боледување, во изолација. Ние имаме зголемен број на пациенти со пост-ковид ситуации, компликации, и затоа е лимитиран. Значи, ако порано работеа 3 или 4 амбуланти секојдневно со закажани термини, денеска е тоа сведено на 1 или понекогаш 2 амбуланти дневно, кои што примаат пациенти закажани со редовни термини. Од друга страна, пациентите имаат друг проблем, административен, затоа што голем дел од лековите кои што ги примат редовно, континуирано, доживотно, одат на фондот и тие ги земаат на рецепти. Меѓутоа, фондот има некоја политика дека после одреден временски период, од 6 или 12 месеци, не сум сигурна, треба повторно да го препорача специјалист или субспецијалист. Секако и тоа е направено со добри намери за да се провери состојбата на човекот, нели, дали му треба истиот лек. И тука пациентите имаат еден голем проблем да од една страна им треба, нели, повторно им треба терапија, односно не смеат да ја прекинат терапијата затоа што ќе им се влоши состојбата, а од друга страна они немаат термин, затоа што ако термините се сведени на половина, се разбира дека пола од пациентите што имаат потреба ќе добијат термин. И тоа е едно решение, мислам, еден проблем кој што го чувствуваме ние, го чувствуваат многу повеќе пациентите. Па правиме различни облици да ги видиме, нели, понекогаш без термин, но и тоа е тешко затоа што, нели, термините се пополнети. Јас му советувам на пациентот да се интересира на телефоните од клиниката кога е мојот распоред во амбуланта и да дојде, па ќе видиме во моментот што може да се направи. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до прекрасната водителка, до прекрасната докторка, од срце ве поздравјам. Да ви кажем колку ни значите на овај корона што ни дават овие совети. Вака да прашам, ја не пушим, не пием, али малце некоја настинка, еви сега ми се грлото фатило, ама толку имам шламови, докторке, по цела ноќ, значи ми дојдат на уста, нон-стоп се искашлувам, и од што може да биде тој? Секоја настинка, например, ако се истуширам и ако искочим со мокра глава, готово, одма ме фати. А од 30 години без добила, мислим, запалење на плуќа, а еве сега сам 70 години, 40 години се борим со тој проблем. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Да добие точен одговор пациенткава, ќе треба да дојде на преглед. Мислам, можно е да во позадината на сето тоа стои некоја друга ситуација која што до сега не е диагностицирана, да кажем, склоност кон алергии, можеби некои претходни состојби на дишните патишта и затоа тие се поосетливи. Па затоа на секоја инфекција реагира така како што реагира. Но, повторувам, за да одговорот биде точен, би требало да се направи преглед. Апропо предходната ситуација, тешко се добиваат термини, но не е неможно. Термини постојат, ние ги пријавуваме секој месец и треба колегите матични лекари да бидат само малку поупорни. Разбирам дека и они имаат премногу обврски сега со новонастанатата ситуација и немаат многу време и трпение да бараат во системот, но ќе треба малку поголема упорност и секако може да се добие
термин за преглед на клиниката за пулмологија. Докторке, пушачите имаат така наречена пушачка кашлица. Тие постојано кашлаат, особено наутро, и тоа продуктивно. Зошто се случува? Не е тоа пушачка кашлица, тоа пушачите си објаснуваат така за да не посетат доктор. Си наоѓаат. Значи не постои пушачка кашлица? Не, апсолутно. Кашлицата секогаш се должи на оштетување на слузницата на дишните патишта. Можно е таа да потекнала од цигарите, но веќе не е пушачка, туку настанале оштетување на слузницата на дишните патишта како резултат на цигарите и од таму сега веќе се јавува кашлица. Имаме уште еден гледач, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до докторката. Благодарам. И имав и ја едно прашање. 70 сум, од 2015 година установено ми е астма. Значи има проблеми со дишните органи. Примам спирива, имам пумка и фоспиро и аминопирина 350 мг. Меѓутоа секој ден ми е потешко и потешко, никако подобро. Дали постои некој лек или нешто што можем да го примам за да ми се олесни дишењето? Ви благодарам за вклучувањето. Да немате некој подпрашање само, докторке? Не, немам подпрашање. Секако дека постојат неколку линии на терапија кои што треба да овозможат пациентот да ги нема овие тегоби. Ако имам влошување на состојбата, тогаш дури не мора да се бара редовен мој термин, може да дојде со приоритетен или со хитен упат. Како и да е, треба да се направи преглед, да се открие причината за ова влошување, односно за непомагање на терапијата која што редовно ја зема и да се даде додатна терапија која што се применува кога има акутни влошувања или акутни екзацербации на астма. Уште еден гледач очекува да се вклучи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до докторкава. Благодарам. Одлична ви е темава. Вака, ќе бидам краток и прецизен. Јас сум спортист, долгогодишен. 2017 година летото имав пневмонија. Така да се лекував на инфективното оделение во 8 септември. Нели успешно све тоа, земав некоја терапија, чаеви после тоа и немав никакви проблеми. Ланската година имав ковид со потешки симптоми кои што ми се разви пневмонија. Пак, значи после 3 години, да, повторно, моментално излегувам утре од изолација, повторно имам ковид. Значи, ниту сум пушач, ниту алкохол користам, долгогодишен спортист сум, но оваа година, мислам, овој пат сега кога сум заразен со ковид, немам пневмонија, туку ми е само на горен дел на респираторни. Така, горно-респираторни симптоми. Така е. И ЦРП високо има во двата случаеви. Значи и во првиот ковид и во вториот ковид. И сега повторно. Дали е тоа од крвната група, дали е тоа дека сум бил заразен со пневмонија, дали постои ризик понатака, ете како спортист пак ќе кажам, како непушач, како човек кој не користи алкохол, значи дали постои ризик, фактор на белодробните крилја, иако се пазам доста, значи со храна и се, дали постои ризик пак за некој нарушување као пневмонија или некое воспаление. Благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Вирусните инфекции, без разлика дали одат со или без пневмонија, во принцип се акутни состојби и секогаш се трудиме да постигнеме и да очекуваме комплетно оздравување на организмот, значи без да останат било какви последици. За жал понекогаш пневмониите, кои што представуваат нели воспаление на белите дробови, тоа значи терминот пневмонија, не секогаш се враќаат во белодробието, не секогаш се враќа во состојбата каква што била пред пневмонијата и понекогаш може да останат секвели или народно кажано цикатрикси, ожилци од тоа воспаление и понекогаш тоа може да биде место со намалена отпорност. Па наредните инфекции, вируси или бактерии, може да предизвикаат повторно пневмонија или пак да настанат промени во структурата на ткивото кои што резултираат со бронхиектазии и тогаш
При секоја наредна инфекција повторно настанува воспаление сега на бронхиектазиите. Каква е состојбата кај пациентот што сега се јави, не можеме да кажеме само од ова што го имаме како податок од телефонското јавување, затоа што можно е да двете негови пневмонии се комплетно излекувани, да таму нема никаков трак од воспалението и да само сега добил вирусна инфекција. Но можно е да некоја од тие пневмонии оставиле и своји записи дека постоеле и од тоа ќе зависи дали постои ризик за понатамошните инфекции. Ако состојбата е излекувана потполно, без да има било какви структурни промени на белодробието, во тој случај нема никаков ризик за нормален живот понатаму и за спортувањето со кое што се занимава пациентот. Во колку постои некаква промена која што останала од двете пневмонии, во тој случај треба да се види дали тука исто така може да се делува со некоја терапија или ќе остане состојба која што пациентот понатаму ќе ја носи. Што се однесува до високите вредности на ЦРП или С-реактивен протеин, тоа не е показател дали постои пневмонија, туку е показател дека организмот има воспалителна реакција. Значи, С-реактивниот протеин е маркер кој што зборува за интензитетот на воспалителната реакција. Воопшто не значи дали некој има пневмонија или не. Обично такви паралели повлекуваат луѓето кога ќе земат. Постојат други параметри кои што локализираат каде е воспаление. Значи може и тоа со испитување да се утврди. Имаме уште еден гледач, но добив знак дека треба пуштиме реклами. Ајде да му дадеме предност, а веднаш и ќе го замолам да биде поконцизен со прашањето во интерес на времето. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Сакам да ве прашам нешто. Имам диагноза Ј45. Сакам да знам дали е тоа астма или е хроничен бронхит или било како. Мислам, као има тука некоја разлика, мене не ми е јасно. Покрај тоа користам нон-стоп Фостер инхалатор, Вентолин и сакам да знам кој од тие кортикостероид веројатно што е штетно за зглобовите и за коските. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето. Диагноза Ј45 значи докажана астма. Се додека не се докаже астмата со валидни медицински испитувања, пациентот се води под друга шифра. Кога ќе се добие диагноза, тогаш се става шифра Ј45, која што значи астма, мислам општа е шифрата, потоа постојат подточки кои што дефинираат дали е таа алергиска, дали е неалергиска и така натаму. Што се однесува до терапијата што ја прима пациентката, Фостерот е препарат кој што содржи комбинација на кортикостероид и бронходилататор со долгоделувачко дејство. Но сакам да ја охрабрам пациентката да не ја прекинува терапијата со Фостер, затоа што тука има два моменти. Прво, Фостерот има многу мала доза на кортикостероид, во споредба со некои други препарати. Од друга страна, овој препарат се внесува локално и воопшто или во сосема трагови оди во циркулацијата, така да несаканите дејства од кои што се плаши пациентката, како оштетување на зглобови, појава на диабет и така натаму, не се јавуваат кај пациенти кои што примаат кортикостероиди со спреј, што е случај со наведените препарати. Така, значи кога е локално, нема опасност, еве да ги охрабрите сите оние кои што земат ваков тип на терапија. Ќе пуштиме сега еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. Со научен соработник доктор Деска Димитриевска, специјалист по пулмологија и алергологија, денеска зборуваме за штетното влијание на загадениот воздух и цигарите врз белодробното здравје. Докторке многу вела дека не може да ги остават цигарите и се одлучуваат за алтернатива на тутунот, а тоа се електронските цигари. Дали се тие соодветна замена? Ако мислите на корисна по здравје замена, секако не.
затоа што електронските цигари, кои што на почетокот беа промовирани како замена за цигарите, покажаа дека се многу поштетни. Поштетни? Апсолутно, да, од цигарите, затоа што со нивното вдишување се внесуваат хемикали кои што предизвикуваат многу тешки оштетувања на респираторниот тракт, кои што завршуваат со масовни пневмонии и дури има студии кои што зборуваат за голем број на смртни исходи. Од тука никако не може електронските цигари да бидат корисна замена за цигарите. А што се однесува до... Докторке, само и оваа комбинација сакам да ни ја истолкувате. Некои не ги остават сосема цигарите, а земаат плюс електронска цигара. Значи електронска цигара и тутун. Дали тоа уште па пострашна? Прават коктел, значи. Да, коктел. Уште пострашна комбинација. Оставањето на цигари подлежи на медицински третман. Тоа е болесна зависност. Значи, зависноста што ја создава никотинот кој што го има во цигарите се мери на исто, се опишува на исто ниво како зависностите што ги создаваат голем број на опијати. Од тука желбата на пушачот да престане со цигари не секогаш е успешна. Напротив, најчесто е неуспешна. И затоа постоje цела гранка во медицината која што се занимава со одвикнување од пушење, каде што се комбинираат повеќе методи на советување, на психолошка поддршка и се користат медикаментозни препарати и тоа е процес кој што дава резултати и го зголемува бројот на откажани пушачи. Значи, електронските цигари не се препорачуваат како мерка за откажување од цигари? Не. Апсолутно не. Апсолутно не. Добро. Да ги слушнеме прашањата на гледачите. Двајца чекаат во моментов да се вклучат во денешната телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до вас и докторката. Најголем поздрав. Благодарам. Сега едно прашање, 7-годишно дете има инхалација му дава и сега како почна да ја прима после 4 дена, крвцето му се засипна, да тешко збори, не може. Гласот му се засипна, предпоставам дека ларингитис има. Добро. Добро. Докторката Така ви интересира што ќе даде како совет, иако таа не е детски педиатриски пулмолог, сепак можете ли да дадете некоја насока? Да. Значи, засипнатоста на гласот може да биде од две причини. Прво може, ако детето прима инхалација, значи има некакви проблеми со дишните патишта, инфекција или некоја друга состојба. И самата таа состојба може да еволуира, да кажеме, ако имало воспаление на носот, на грлото, сега се спуштила таа инфекција малку подолу и го зафатила делот кој што се, мислам, ларингсот, гркланот, кај што се создава гласот и може да биде безазлен ларингит кој што е во склоп на самата болест, кој што нема никаква врска со инхалација. Така. Од друга страна, не слушнавме што инхалира детето, значи што му ставаат, или дали инхалира спреј готов фабрички, или они во инхалатор му ставаат, нели, течно, мислам, раствори за инхалирање. Како и да е, некои од овие субстанции што се инхалираат и даваат подобрување на дишната функција, несомнено знаат понекогаш да прават нелагодности во смисол на зарипнат глас, затоа што тука се лепат партикулите од препаратот, па малку гласот се менува. И тоа е едно од познатите несакани дејства на сите препарати што се даваат за инхалација. Ги знаеме и тогаш се советуваат, најголем дел од нив поминуваат спонтано за неколку дена без било каква интервенција. Ако не, треба да се консултираат со докторот кој што ја препорачал инхалацијата, веројатно е тоа детски пулмолог,
за да процени докторот што е причина за зарепнат глас. Значи, поинаков би бил третманот, дали инфекцијата што ја има се спуштила на гласните жици или пак средствата што ги инхалира се виновни за промени на гласот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Поздрав до докторката и до... Ви благодарам, ви благодарам. Сакам да кажам, докторката, дали електронската цигара може да ги откаже? Да ги откаже цигарите и овие што ни дават никотини тамо што ни дават. Еве, јас многу век пушам 3 кутии, пушам 40 години. Сега не пушам 6 месеци, без ништо. Не употребам ни никотин, ни електронска цигара, ги го откажам. И се згади поморна кедаш и вече не може да ги трпам и ги откажам. Ја па сега кашлам многу, пак. Аха, откако ги оставивте цигарите, повторно кашлате, предпоставам прашањето е како... Дали од цигарите или ето. Така, од што би можела да таа кашлица? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Одлично што сте ги оставиле цигарите со оглед на бројот на цигари кои што претходно ги пушал гледачот. Да, секако признание за моќта на неговата желба да се ослободи од една ваква зависност, која што долго време ја применувал. Мислам дека праша дали електронските цигари може да предизвикаат откажување од цигари. Не. Значи, и за електронски цигари постои систем на одвикнување со истите механизми кои што пред малку ги кажав. А што се однесува до кашлицата на пациентот, ќе треба да се направи клинички преглед за да се констатира зошто кашла. Можно е долгогодишното употреба на цигари во бројки кои што ги наведе да предизвикале веќе оштетувања на дишното стебло кои што сега се манифестираат со кашлица и можеби тоа може и да се лекува, затоа му советувам на пациентот да дојде на преглед и да тогаш имаме став зошто е кашлицата и како ќе се справуваме со неа. Докторке, некои пушат по цела кутија на ден. Доколку редуцираат на 2 до 3 цигари дневно, ќе се почувствували подобрување или пак е потребно комплетно да се исфрлат цигарите? Секако, значи степенот на оштетување на здравјето, не само на дишните патишта, туку и општо, е право пропорционален со бројот на испушени цигари дневно и со должината на пушачкиот стаж. Колку е поголем бројот на испушени цигари дневно и колку подолго време пуши човекот, во толку се поизразени несаканите дејства. Еден од начините за одвикнување од пушење е да ние на пациентите, додека они се припремаат да комплетно се откажат од цигарите, советуваме токму тоа да го намалат бројот на испушени цигари, да на тој начин ја намалат зависноста и потоа начинот на откажување ќе биде многу полесен и со поголеми резултати. Која болест најчесто добиваат пушачите? Еве, споминавте, тоа не е пушачка кашлица, која што го чувствуваат како проблем кога почнуваат упорно да кашлаат со секрет продуктивно. Кашлица е симптом, таа не е болест. Значи, секогаш кашлицата е само еден знак кој што кажува дека нешто се случува. Постои друга болест која што предизвикува кашлица. Инаку реков дека цигарите и аерозагадувањето веројатно имаат свој процентуален дел во сите можни заболувања на респираторниот трак, болести кои сигурно, несомнено, се поврзани со употреба на цигари, тоа се хронична обструктивна белодробна болест и белодробниот карцином. Значи, тоа се болести кои што со сигурност се знае дека се поврзани со употреба на цигари. Предпоставувам дека е исклучително комплицирано за лицата кои што пушат и живеат во исклучително загаден град, па загаден воздух во комбинација со чадот. Здружен непријател. Здружен непријател.
Ви благодарам за денешното гостување. Навистина корисни совети препораки за нашите гледачи и многу информации поврзани со загадениот воздух и цигарите и белодробното здравје. Ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12:45. Пријатно!